Стадион. Емисија за вашата вистина. Сите на власт најубаво. Ама нас ми се заканува сега, нели, тоа бугарско сценарио кој што уште трае кај нив, нели, кај што трет пат сега избори, континуирано избори кои што не можат да решат ништо. И мислам дека тоа е повеќе нешто кое што потекнува од озгора, кое што го подгреваат овие елитни, нели, играчи и на кој што се обидуваат да го држат, нели, тоа членство мобилизирано и граѓаните во ваква тензија и сето тоа. Меѓутоа тоа не излегува ништо продуктивно, не излегува ништо конструктивно и во основа тоа е само зајакнување на тој економски модел на партиите кои сами за себе постојат како организации, како фирми кои што се хранат во основа од пари за кампањи, од буџет и сето тоа. И ние сега треба да гледаме избори на секои 3 месеци на кои што резултатите ќе бидат исти, затоа што ставовите ни се тие. Јас не верувам дека сега ако има избори набрзо ќе имаме некаква многу поразлична ситуација. На прво година некоја еуфорија, инерција, некоја од вториот круг, па деве кепкачи. Нормално, меѓутоа тоа е пак хазардерски пристап кој што на крајот пак е на штета на граѓаните. Ние сега пак треба да влегуваме во кампањи, во митинзи, да го загрозуваме јавното здравје на тој начин, не само поради ковид, туку и менталното здравје од нивните константни, нели, бомбардирања Што би рекле Штипјани ќе збрлавееме од политика. Како што каже и гледачот претходно, ние ова е лудило. Они сакат ние да полудиме на овој начин со нивниве интриги. Мислам, ние тука се обидуваме да нешто да анализираме, да предвидуваме, да прогнозираме ко кладилница да сме, а уствари влагаме во истите шеми од претходно и сето ова го имаме видено толку пати и пак излегува како да се вртиме во круг, како хрчак на тркало сме. Подобро кладилница да ставиме на тоа се двојка нула како беше. Боле тоа него на избори да. Барем се клариме, да знаеме. Барем не губат, барем не губат. Може да изгубиме, може и да добиеме. Вака ништо не добиваме. Вака ништо не добиваме, буквално. Во основа тоа што беше заедничко и тоа што најдобро го истакна еден од луѓето беше тоа за тој апел за дај поставете експерти луѓе кои што ќе ја стабилизираат. Значи постои една тенденција да се бараат нели луѓе кои што се квалификувани, него луѓе што се да, значи тоа е тој момент кој што ете сега со овие избори со тој пробив на независни опции кои што не стигнуваме, нели, да го дискутираме, пошто е пак, нели, итна ситуација како и секогаш овдека. Меѓутоа, тоа е пак на некој начин друга интерпретација на идејата за независни непартиски опции, непартиска политика. И во основа, дури овој последниот кој што се отфрна на претходниот, нели, гледач, пак допре во својот монолог тема од типот на клиентелизам, од типот на види, оне со сите и он секако до и тоа е син, едниот син, само тој томар, да. И некако нели рибите пливаат. За душе колку му помогне, не знам, може, малите партии може да. Во секој случај тоа е перцепцијата. Дали тоа е вистина или не, тоа е една работа. Меѓутоа генерално овие луѓе го отсликуваат мислењето на народот. И они имаат проблем првиот што збореше за, нели, ова ништо од ова не и тој спомна за експерти, да. И кажа дека ние не гледаме што се случува, ние немаме транспарентност. И во оваа ситуација тоа е нашиот најголем проблем овдека кога ние, нели, седнуваме овдека и саат време анализираме, ние појма немаме што се дешава таму. Тоа се случува тоа како се вика високи кули на елитата и на естаблишментот. Да, и тоа се дворски игри, мислам, игра на тронови е целата ствар. И ние сега овдека пробуваме да бидеме попаметни и во исто време имаме, нели, луѓе кои што викаат ајде биди ти лидер, подобро ќе знаеш од Мицковски не ти се свиѓаше, Груевски не ти чинеше. Ама тоа е погрешно поставување на стварите од почеток. Зошто ние треба да бараме некој лидер, некој пастир за нас да не води? Постојат и други модалитети на политиката. Иманентното, тој бегат од индивидуализмот, не прифаќаат одговорност. Не прифаќаат одговорност, меѓутоа од друга страна ние овдека очекуваат поединци од Тито некој друг да се грижи за државата. Некој друг да ти ја заврши работата, некој друг да ти ја заврши. Од друга страна па си ја чукаме главата овдека, нели, размишляме за што, како би било, се трошиме на муабети, на прогнози, на расправи, наместо таа енергија да ја вложиме во политичка партиципација, во активност
според мене, што може да се артикулира на локално ниво, таму кај што е најмногу потребна. Овие Спротивно го имаме овој нели племенски водачи кои што се слика, таа слика кој што излезе со Мицковски, Апасиев, Села, Гаши кои да беа таму. Тоа е сликата на македонската политика 30 години. Тоа е иконографија, символика на дворските игри, на тоа како функционира внатре целата политика со договори, со компромиси, со компромитирање. И сето тоа после води кон оваа персонализација која што ние имаме, која потрага по лидер, по совршен лидер. Нема таков совршен лидер. Сите се лоши, сите влегуваат во партија, во политика преку партија за себе, за да можат да направат. Затоа не може да се очекува дека овој пат ќе биде нешто различно. Зошто овој пат, што овој пат е различно? Тоа ми е мене прашањето. Меѓутоа овие луѓе се гледа дека нивниот главен проблем е токму оваа дистанца која што ја чувствуваат од оваа висока политика. Овие луѓе бараат нивниот глас да се слушне, меѓутоа не само да се слушне, во основа тоа е проблемот, затоа што ти можеш да бидеш задоволен со тоа што ќе се јавиш на емисија и ќе си го кажеш тоа некој вентил, како на катарза. Тоа е катарза. После што? И сега од една страна гледаме дека луѓето сакаат суверенитет, гледаат дека суверенитетот не постои и сакаат на тој начин на некој начин нешто да се случи, меѓутоа очекуваат некој друг тоа да го заврши за нив. И повторно влегуваме во истите тие матрици, механизми на недоверба, на цинизам. Имаш гледач слушател кој што вика нели се ова фино човекот си изанализира, на крај вика ама види Калето ќе каже вака или онака. Чекај, па сега зошто имаме партии, да ги укинеме партиите? Зошто тогаш се ова? Интронизираме некој странец тамо или крал, цал, што знам тамо. Токму така, ајде да направиме нешто. Зошто трошиме пари? Сега на пример на овие избори потрошивме со фингерпринтовите 20 милиони можеби. И сега они пак сакаат уште едни избори веднаш. Значи, фрлање на пари, постојан медиумски спектакл, постојано вкоренување на тие партиски шеми во умовите на луѓето, за да не можат да излезат, за да не можат да воопшто да концепираат некаква алтернатива на партискиот начин на делување. Не им излегува многу сега. А дај таа теза да ја разработиме, дека се случува феномен на овие избори. Колку? Мислам дека се околу 9 градоначалници победија кои што беа кандидати или независни или од помалите партии. Твојата теза е дека не победи никој на овие избори. Мислам, ако се споредат бројките и она што е освоено како советници, како градоначалници, секако е ВМРО ДПМН. Меѓутоа, од големите партии никој не победил и дека ќе паѓаат во наредниот период. Ако гледаме долгорок, ако гледаме тренд, тогаш што е тоа? Како го на луѓето име Тоа е проблемот што се гледа све во моментот, ќе паѓа излезноста, ама и да падне излезноста, пак некој легитимитет ќе имат. Значи заради тоа активизмот е многу битен. Апсолутно. Тоа е тоа што ние треба да го дискутираме, да бараме алтернативни начини на изразување, на партиципација во политиката, затоа што ова е цело време тоа паттоа, мислам, лулашка, едните па другите, нели, Курто и Мурто повторно се менуваат и нема никакви суштински промени, а гледаме постојано дека нели општеството е во пад, во декаденција, континуирано. И сега се случи ова што се случи, мала, нели, во моментов група на луѓе се одважи да излезе на избори, да понуди во урбаните средини. Во урбаните средини нормално, мислам тоа мора да сепак да почне од таму луѓето се способни за организација, за подобро посматрање на работите, подобра комуникација со нивните соседи, следење. Идеите се благородни, зелен град, хуман град, такви. Точно така. Тоа се многу едноставни идеи, меѓутоа тоа е пак враќање на некои корени на тоа што представува политичкото. Значи во ова време на масовно општество, тоа кога се случило, кога тоа масовно општество индустриализација, ако гледаме назад историски, се формирало 19-20 век,
Тогаш се формирале и партиите како модел за манифестација на политичките ставови, за спроведување на политики и така натаму. Меѓутоа тогаш идеологиите исто така се биле подефинирани. Имаш лево, десно, имаш лева партија која што ги застапува работниците, десна партија која што ги застапува нели капиталистите и тогаш било тоа многу поедноставно. Сега имаме мешање на идеологии, имаме нема идеологија. Да, нема идеологија буквално, нема нешто што ги прави тие партии да бидат различни едни од други. Тоа што е различно се нивните символи, е нивната реторика, чак пат за некое прашање ќе се разликуваат, меѓутоа парадигмата е таа иста. Јас не знам кај албанците, например, нема разлика. Дали е лева, дали е алијанса десна, буквално центар така, сега ние збориме овдека за конечно го тргнавме Дуи од власт, а кога донесовме на власт исто, како се вика, еквиваленти на Дуи во однос на идеологија, во однос на национализам, не се ова граѓански партии или концепти на села и на гаши, може да си бетер од Дуи. Меѓутоа ние го имаме нели тој товар, тоа наследство од 2001 и улогата на Дуи, нели претходно што беа УЧК и така натаму, и тоа не можеме нормално да го простиме на Дуи, затоа што тоа е нешто што тлее уште одамна. Меѓутоа од суштинска перспектива овие партии кои што сега се во оваа нова коалиција или како и да викаме мнозинство на промена, нема никаква разлика, не е дека они немаат поддршка за УЧК како идеја или за нели некаква за целите на УЧК кои што беа. Како се вика албанска голема албанска сегрегација. Сега не сакам да зборам за нели и не верувам дека тоа е нивната цел, меѓутоа тоа се националистички партии. Кога имаш наративот е тако. Наративот е тако. Значи ти имаш малцинство кое што е во оваа држава и тоа е нормално тие кои што го застапуваат тоа малцинство да бидат во таква менталитетна опсада. Дали ќе растеме ново дали ќе се ова што се случи на локалните со независните ќе се не само продолжи, ќе се материализира, туку ќе се капитализира дополнително на парламентарни или различни светови се тоа. Мојот став и затоа што твојата анализа вели дека паднато е драстично СДСМ, не е пораснато или малку е паднато ВМРО-ДПМН, многу побрзо ќе падне СДСМ затоа што не е некое дисциплинирано гласачко тело, симпатизерите и членовите, а ВМРО-ДПМН исто така ќе паѓа, ама малку поспор. Така, и тоа треба да падне СДСМ првин за да падне ВМРО. Меѓутоа, јас тоа не би го поставувал од таква перспектива во однос на тоа дали сега сето тоа ќе се преслика на парламентарни избори. Парламентарните избори и централната националната политика треба да се смени свеста и политичката култура одека. Тоа е тоа што треба да се смени. После врз база на тоа ќе се сменат институциите и ќе се сменат и законите. Ние одека притискаме за една изборна единица, меѓутоа тоа пак се однесува на државата и едноставно не може да се избега од сите овие исти спреги и шеми кои што се нели пак партиско функционирање. Меѓутоа потребата, реалната потреба која што ние имаме е локализација на политиката, станување, претворање на нели изборните на националните избори, на нели парламентарните избори во избори од втор ред, во нешто кое што баш како што викаат овие слушатели, главен удел ќе имаат експерти. А тоа што ќе се случува на локално ниво, таму каде што можеме стварно да направиме разлика со самоорганизација, со колективна акција, со партиципација, таму мислам дека можеме ние да направиме разлика како луѓе и да се чувствуваме ефективни и да имаме доверба во своите сограѓани. Имаше една теза, партиите ќе изумрат во новото време. Хај објасни го тоа. Тоа е со атомизација целосна, со индивидуализација. Партиите, јас го почнав баш тој муавет, нели, кога почнав да зборам за како партиите си имаат формирано и како они станале всушност нели носител на за да артикулираат одредени во 19 во 20 век. Меѓутоа тогаш било друго. Тогаш партиите си имале сопствени гласила, имаш вестник кој што нели памфлет кој што ни го праќаат на работниците или на кој најмета таргет групата.
и на тој начин се одржува таа кохезија и тој партиски идентитет. Меѓутоа сега имаме многу покомплексно општество, имаме технологија која што ги прави сите овие начини на политичко здружување застарени и социјалните мрежи веќе непотребни. Значи ние збориме во моментот дека имаме партии кои што функционираат нели на ова ниво, кои што се буквално расадник на клиентелизам, на кариеризам, на корупција и сето тоа. И значи ние треба тоа да го деконструираме одоздола. И тогаш треба да збориме не за партии, туку за здруженија кои што се фокусирани на одредени конкретни проблеми. И тоа што ние сега го имаме, нели, со партиите и со гледајќи го, ние сме посматрачи буквално на нивниот надпревар овдека и како што каже и сам, ние тоа веќе почињаме да го гледаме како утакмица, навијаме за нашите да нека цркне противникот. И тоа е уствари исто нешто што е проткаено во сите овие муабети. Да го тргнеме заев, да го снема Дуи, он е полош, он е најлош. Ние гледаме, ова е трка кон дното. Ние цело време гледаме кој е полош и гледаме, нели, со негативен пристап наместо да видиме да кој е подобар и што може тој подобар да понуди. Меѓутоа, тој што е подобар е тој кој што се залага автентично и во основа со страст за работите за кои што се залага. И тоа се тие здруженија кои што јас гледам само страст за власт, ништо друго. Тоа е поентата, затоа што баш така кога се структурираш како партија, тогаш останува само тоа, борбата за гола власт и ние тоа го гледаме и меѓутоа оние имаат моќта во основа кога се ретки се такви историски и не убедуваат дека не е така. А така е. Вдакновнените политички историски говори као Мартин Лутер Кинг. Така. Меѓутоа тоа ни е потребно, се менува. Ние сега имаме имаше сон. И Мицкоски кажа кампањата соно за преспанскиот договор. Они ги копираат овие реторички, нели, финти кои што постојат, комуникацијски трикови и така натаму, за сето тоа да го за буквално да го дефокусираат народот, за да му дадат погрешна представа за тоа што се случува. Меѓутоа Мицкоски е секој ден на телевизија, Заев е секој ден на телевизија, ти не можеш како обичен граѓанин да се одбраниш од таа пропаганда. Јас едноставно не можам да се соживеам со таа идеја за калето дека одлучува, затоа што ако јас тргнам со таа претпоставка, тогаш јас воопшто не сакам да се замарам, воопшто не сакам да имам ништо во врска со политика. Ако е стварно така, ако стварно калето све диригира и оркестрира и тоа Вашингтон го прави, нели? Значи ова се веќе не сакам да го нарекувам теорија на заговор, затоа што јасно ми и мене дека меѓународните односи се важни и во голема мера ги детерминираат сите процеси. Меѓутоа тогаш тоа значи дека ние наместо да ламентираме, наместо да да бидеме резигнирани, што да правиме, ни треба некој, како тогаш ќе искочи лидер на партија со лидер која што ќе се сврти против калето. Тогаш треба да свртиме сликата наопаку целосно и да видиме на кој начин можеме да создадеме политички организации и политичка активност која што калето нема да може да функционира. Затоа ги спомнав поинаку. Поинаку се локална група независни советници од Битола кои што се ориентирани буквално точно само на локалните проблеми на Битола, значи тоа е еден локал патриотизам дури кој што мене многу ми се допаѓа затоа што тоа е вистинската заедница, според мене, локалната заедница. Бенедикт Андерсон, еден познат истражувач на национализмот, ја нарекува нацијата имагинарна заедница. Значи, ние живееме во една нација од која што јас лично од Скопје сум 90% од градовите во Македонија не сум бил. Сум бил во Охрид, сум бил во Команово, сум бил во Битола. Да, и што е тоа национален идентитет? Тоа е само една работа. Имаме малски, уличен идентитет, имаме токму така. Образовен, имаме така. Некои од тие идентитети се поопипливи и за некои од тие идентитети повеќе вреди да се бориш затоа што стварно можеш да направиш промена. Затоа што спротивно што е твојата функција како политичко битие. Овие луѓе се исполитизирани до даска, тоа е факт. Има врска името или Преспанскиот со улицата, со канализацијата, со Дебар Малош е претрупано со згради.
за мене овие национални теми се символички теми кои што се наметнати од целокупниот Како некој вид на меѓународен кохезија за да меѓународен систем и меѓународни односи. Начинот на кој што ние можеме да дадеме отпор на овие тенденции е со буквално ставање на сето тоа на страна и фокусирање Василков има ретроградни процеси во самата Европска унија. Порано беше доминантно Европа на региони, значи трансгранични. И тоа се промени за жал. Тоа се промени за жал, меѓутоа тоа требаше да биде Европската унија. И затоа сум јас евроскептик, затоа што Европската унија стана само машинерија на остварување на интересите на нациите, монета за подкусурување Да им објасниме на слушателите. Евроскептик не значи против Европската унија. Се сомнева во остварувањето на целите кои се основни идеалите на Европската унија. Јас сум еврофанатик во смисла на точно идејата за обединета Европа, за еднаквост на народи, граѓани и така натаму и нели широка широка Европа без граници, нели. Меѓутоа начинот на кој што тоа е воспоставено, начинот на кој што тоа е имплементирано е целосно погрешен и излезен отиден во сосема друга нација и насока. И јас не можам тоа да го поддржам и да застанам позади агендата за влез во Европска унија, во ваква Европска унија која што гледаме и самите како функционира, на кој начин носи одлуки. Значи тоа е постои разлика и во науката е тоа поддржувачи на идејата за Европа, меѓутоа не на сегашната форма на Европската унија. А сегашната форма на Европската унија е причината поради која што ние нели заглавивме на овој начин ставање на, како се вика, на сите јајца во еден кош, во една кошница и нели кладење all in на Европска унија дека ќе не пуштат, дека да влеземе, да се интегрираме и тука ќе добиеме ние некакви средства. Таа идеја за се вулгаризира или не, се соголува само на чист економски прагматизам. Буквално, не се тоа е користат економските механизми за некоја тоа е неодржливо. За одржување некоја поголема идеја. Например, еве сега Полска по милион дневно па не ги плаќаат тие казните. Унгарија тука многу национализам. Гледаме колку се они всушност рецепка. Ние не знаеме што е всушност Европската унија. Европската унија е крава музара. Тоа е и ние имаме не знам некаква замисла дека тоа е западот. Дека тоа е западот и дека ако ние влеземе таму тоа автоматски ќе биде просперитет. Меѓутоа таа Европска унија се короната го засили или од пред тоа беше тој процес започнат? Од претходно веќе долго се случува ова. Тоа короната откри некакви, разобличи некакви процеси таму, меѓутоа дури ни тоа не е доволно затоа што тоа е толку длабоко етаблирано и толку се тие естаблишментски механизми цврсти и воспоставени бирократијата на Европската унија, што едноставно тоа не можеш крај да му најдеш, не можеш да го отплеткаш тоа клопче. И сега јас не можам да прогнозирам што ќе се случи со Европската унија и што ќе се случи со европските интеграции, со проширувањето. Дали пак ќе се затвори некоја стара Европа, па новата нема да... Меѓутоа, токму поради тоа и не сакам, и тоа е таа поента што сакам да кажам овдека. Јас во однос на политика сакам да размислувам за тоа што јас можам да го променам, јас како личност. Да не се бавам со... Не се бавам со локалните се глобални теми, што се случува. Меѓутоа, тоа што го правам овдека има ефект, дифузен ефект, тоа е нели ефектот на пеперутка, како се вика. Да, за трепери, да. Ке се случат, ништо не е константно, како да кажам, ништо, нели, пантареј, све се менува. Проблемот е што ние мислиме дека ова било од секогаш и ова ќе остане од секогаш. Да бидеме малку покреативни, да размислуваме за нашите, за ефектите од нашето размислување, од нашето действување и како можеме мали промени да направиме некаде, за тоа после врз база на тие промени да се како таа иницијатива, како се викаше, писма, letters, на пример, не ми текна како се викаше, да, ама беше уклучен таму. Петоци за иднината. Писма до иднината, летоци како беа? Не, тоа беше петоци за, ако збориш за климатското движење. Да, за климатското движење. Значи тоа е ние збориме за малечката за Грета Тунберг. Значи ние збориме на
Не, јас мислев за друго дека збориш во време врска се утнав. Али да, во врска во однос на тоа е уствари главниот концепт на тоа не е некое централно движење или нешто што сака да земе власт во една огромна политичка единица и од таму од озгора све да промени. Филозофијата на тоа движење е ние се водиме од истите принципи на секаде и пробуваме на секаде да го намалиме нашиот јаглероден футпринт, да намалиме потрошувачката, да действуваме, да се обидуваме на локалните, на државните институции, да делуваме да прифатат некакви прогресивни политики за спречување на целата оваа еколошка и климатска криза и тоа го правиме на секаде. Може ли да го трансформираме мисли глобално делува локално? Делува и мисли локално. Така и после тоа само од себе ќе се дифузира. Стадион. Емисија за вашата вистина.